Здраво, пријатели! Да се зборува за историјатот на робовладетелскиот систем, навидум звучи здодевно. Како да знаеме се, како да е апсолвирано се. Но дали е? Обично, робовладетелскиот систем го припишуваме на оно што во историјата се подразбира под антика, додека остатокот е историја на слободните луѓе. Дури и така гледано, периодот од познатата историја кој припаѓа на робовладетелскиот систем е огромен. Според официјалната историја, крајот на антиката и почетокот на средниот век се така наречените варварски инвазии. Во тој периодот, помеѓу вториот и петиот век од нашата ера. Остатокот од 5 до 6000 години, поразително, отпаѓа на робовладетелскиот систем. Втората работа која вознемирува е системот на вредности на кој ја градиме нашата цивилизација и култура денес, особено на Запад, каде што грчко-римската цивилизација, заедно со христијанството, се зема како темел на западната цивилизација. Овде неминовно се потсетувам на зборовите на професорот по компаративна книжевност, кој кога ни предаваше за Хомер, ни откри една многу неконвенционална гледна точка, а сепак логична. Она што ние го знаеме како данајска култура, а подосна елинистичка, денес заради конвенција наречена старогрчка култура, е всушност конгломерат од повеќе градови држави, кои обично биле во судир помеѓу себе. Но кога ќе се појавил заеднички интерес или заедничка закана, се обединувале и действувале заеднички. Тројанската војна е типичен таков пример. Практично, не постои никаков идеал наречен Елена од Спарта, која наводно била грабната од тројанскиот принц Парис. Едноставно, Троја била богат трговски и поморски центар, на кој данајците му се имаат настрвено заради неговите огромни богатства. Се сведува на еден вид пиратско освојување, при што градот се разрушува, богатствата се ограбуваат, мажите способни за борба се убиваат заедно со старците, додека жените и децата се поробуваат и се носат назад кон сопствениот град држава. Зарем не е некако нормално ако одите по цел свет плјачкајќи и уништувајќи и трупајќи го сето свое богатство во вашиот град држава, да оддавате впечаток дека единствено вие сте развиени и цивилизирани. Меѓу другото, во сиот тој плен има огромен број на човечки суштества што овој така наречен цивилизиран систем ги има третирано на ниво на животни што зборуваат. Овде нема да правам комплетен преглед на сите делови на планетата каде постоеле робовладетелски општества, но ќе се задржам на оние култури и цивилизации кои директно имаат влијање за формувањето на западната цивилизација каква што ја имаме денес. Кога се зборува за Рим, обично се вели Римската империја, што е парцијален, ако не и погрешен пристап. Всушност и Рим се раѓа како град-држава во опкружување кое не е пусто и не е без население. Нивни најблиски соседи во тоа време се етрурците, цивилизација која прва на свој грб ќе осети агресивната и експанзионистичка политика на Рим. Целокупната римска историја се протега од 8 век пред нашата ера до 15 век од нашата ера, каде од 23 века на робовладетелската фаза отпаѓаат добри 13. Ако асимилацијата на критско-микенската култура од страна на данајците можеме да го земеме како културоцид, таквиот однос кон освоените територии и народи, римјаните го имаат како основен принцип. Се она што пред римските освојувања било автохтона и посебна култура, по освојувањето набрзо станува римска по сите своји карактеристики. На римјаните мораме да им го оддадеме признанието како најгеноциден и најкултуроциден народ. А за оние што мислат дека само денес имаме глобализација, Рим, особено во доцниот републикански период и низ целиот империјален период, ги има сите одлики на глобална цивилизација. Со една култура, еден пантеон и два официјални јазика. Она за што го споменувам Рим е фактот дека поседувањето робови од страна на владеачките елити се сметало за природно право дадено од боговите. Секако не биле плебејците тие што поседувале робови, туку богатата римска аристократија.
Третирањето на робовите во Рим е многу слично на односот што ние денес го имаме кон технолошките помагала. За да ги поседуваме мораме да платиме. Не ги третираме лошо затоа што сакаме добро да не служат. Но кога ќе им помине функционалниот период, немаме проблем со нивното фрлање на отпад. Истиот однос, само што наместо механички уреди, кај нив станува збор за човечки суштества. Ваквиот начин на поробување на луѓето како пракса се провлекува се до средината на 20 век. За да не се изгубиме во набројувањето и објаснувањето на секој поединечен случај, овде само ќе набројам неколку примери на сирово физичко робство низ вековите. Низ средниот век го наоѓаме во Ирска, Светото Римско царство, Византија, Венеција. Спомнувам само впечатливи примери. Додека во раното модерно доба речиси кај сите колонијални сили – Шпанија, Португалија, Англија. Заедно со Отоманската империја, каде го имаме еден од најбруталните примери, така наречениот данок во крв, нешто што во нашата колективна меморија е длабоко втиснато како директно засегнато. Колибата на Чичко Том, како класичен пример од американската литература кој го опишува американското практикување на робовладетелството, во неговата класична форма, сите кои читаат добро го познаваат. Сепак, дури ни американскиот модел не е последен. Камповите за присилна работа во Третиот рајх, а подоцна него Советскиот сојуз, се примери кои се само децении оддалечени од нашето современо доба. Првата револуционерна промена се има случајно припременото од доцната антика во средновековието. Период во кој западниот дел од Римската империја е во целосна декаденција. Населението е во голем број неримско, односно припаѓа на варварските племиња од север и христијанството е веќе официјална религија во империјата. Односот роб-господар се заменува со феудалниот систем, каде пак имаме еден голем господар кој обично живее во замок и е собственик на сета земја, додека населението е составено од закрепостени селања. Што значи ова? Благородникот нели го има од Бога даденото право да биде собственик на земјата, додека селанецот е тој кој обработува и на неја создава реални добра. Добар дел од кои ги отстапува на самиот благородник заради неговото поседување на земјата на која се создадени. И во овој систем го немаме буквалното оковување во пранги или камшикување заради принудата да се работи. Не. Овде човекот е декларативно слободен. Затоа благородникот не се грижи каде и во какви услови ќе живее поданикот. Затоа си мисли самиот слободен човек. Благородникот има само една грижа – да го собере данокот кој му следува по неговото природно право на поседување на земјата. Вистинската слобода и во овој случај не постои, зашто целосната зависност од земјата на господарот и обврската за плаќање на високи даноци, затоа неминовно обичниот човек го става во состојба на самоналожено робство. Додека благородниците сето свое време го посветувале на усовршување на воените вештини, уживање во лов и дружење со други од својот ранг, носење убава облека и јадење убава храна. Селанецот бил елементот кој мора да го овозможи сето ова со својот труд. Нормално дека останувало и за скромен живот на самите селани, но тоа ни оддалеку не е близу до идеалот на слободата. Особено ако се знае дека во средниот век воена сила биле исклучиво благородниците, а евентуалните војни кампањи се финансирале со постојаните или воведување на нови даноци кон закрепостеното население. Интересно е дека во овој период речиси без исклучок неписмени биле и селаните и самите благородници. Единствените писмени во тој период се речиси без исклучок монасите и високиот клер на црквата. А црквата во средниот век е феудалец многу поголем од било кој поединечен благородник, зашто нејзините поседи биле огромни во секоја земја и биле транснационални. Од ова кратко изложено за феудалниот систем, произлегува дека закрепостените селани не се вистински слободни луѓе. Зависноста од земјата ги има доведено до доброволно прифаќање на тој потчинет однос кон феудалецот. Како еден неписмен селанец кој единствено знае за обработување на земјата или одгледување на добиток, да биде свесен за својата поробеност? Едноставно невозможно. Особено што ако имаме една институција која вели дека има директен авторитет даден од Бог
и дека состојбата во која се наоѓате од Бога дадена. Оставам на вас да поразмислите за тоа дали феодализмот е систем на слободни луѓе или унапредена форма на робовладетелство. Човекот е чудно суштество. Ако непречено е оставен сам да го уредува амбиентот во кој живее, скоро и да не се случуваат револуции. Градењето на една природна заедница скоро секогаш се заснува на долгорочното планирање на одржлив живот и соживот. Живеалиштата се секогаш во склад со оптималниот минимум и секогаш земањето од природата за своји потреби подразбира и грижливо враќање, ако не за постојната генерација, тогаш за генерациите што доаѓаат. И секогаш во вакви ситуации народниот гений доаѓа до израз. Дали во изградбата на живеалишта, дали преку доведувањето до оптимална искористеност на начините за производство на храна, дали преку постепени техники на усовршување на иманентната човечка карактеристика за користење на алати и помагала. Во доцниот среден век, со развојот на големите урбани центри, особено италијанските градови и држави, се појавува една промена која настанува на тој бавен и спонтан начин опишан погоре. Средновековните градови биле оградени простори со заштитни зидини, така што просторот бил ограничен, а неговите жители обично не биле закрепостени селања. Што биле? Овде можеби за прв пат можеме да зборуваме за вистински слободни луѓе. Обично занаетчии од најразличен тип, трговци или уметници. Бидејќи ова е се уште период на манифактурно производство, работата на овие поединци била од исклучителна важност, при тоа е многу доходовна заради големата побарувачка на нивните производи. Исто така, заради зголеменото тргување, пред се со исток, нови, но и стари заборавени знаења продираат на запад. Богатата средна класа можела да си го дозволи луксузот на писменост. Тука ги забележуваме и првите знаци на пропаѓање на старото благородништво и раѓањето на една нова буржуаска класа, која подоцна во историјата ќе биде носител на еден нов социоекономски систем наречен капитализам. И покрај тоа што реков дека овој период е време во кое слободата на поединецот како да добила најголемо исполнување, сепак и овде моќта на господарење на малку над многу е присутна. Како е присутна? Ако нешто е магично лукративно во овој период, тоа е несомнено банкарскиот систем. Банко е всушност италијански збор што означува маса или клупа на која тогашните банкари ги воделе своите бизниси со поземување на пари за камата. Исто и терминот банкрот потекнува од италијанската синтагма банкарота, што значи скршена маса. Зошто го споменувам банкарскиот систем? Затоа што токму преку него еден грст семејства успеале да бидат господари и собственици на огромен дел од земјата и севкупните богатства. Разработувањето на банкарските механизми од тоа време па до ден денешен заслужува посебно видео. Нешто за него има во делот на моето видео за пари и валута, кој можете да си го погледнете за илустрација на ова тврдење. Овде само ќе кажам дека овој систем го има направено посуптилен и поневидлив начинот на владење и поробување на обичниот човек, скратувајќи му на кратко почувствуваната слобода. По овој период следуваат трансформациите во начинот на произведување на добра, тоа се така наречените индустријски револуции. Во првата, а особено со втората индустријска револуција, најголемиот дел од популацијата на светот се стави во големите урбани центри како работна сила на различните индустрии, при што цели делови на градовите изникнуваа во неприродни и мали живеалишта, со едвај неопходниот просторен минимум за живење. Овде, како повторно човештвото да се врати во периодот на традиционалното робовладетелство. Услови за работа никакви, плата мала со која треба да се покријат сите потреби за живот. И што страда прво? Нормално здравието, кое поради претераната работа, нездравите услови за живот, оскудната храна и загадениот воздух во градовите, страда неминовно. А пари за лечење обично нема. Во оваа фаза, како пак да го имавме статусот на свесно животно, ништо повеќе. Една од екстремните последици на втората индустријска револуција беше и крвавиот 20 век.
Овие услови за работа и за живот и покрај непроменетата природа на системот, добија свое хумано лице во западниот капитализам, особено во периодот на студената војна. По падот на советскиот блок, свесни сме на сите ретроградни процеси. Се селат индустрии на исток заради достапната ефтина работна сила, малтене робовска, а на запад се намалуваат правата и привилегиите под закана на губење на оние преостанати работни места. За оние малкумина, кои се свесни за константната природа на овој систем и упорно бараат начини да бидат слободни луѓе, меѓу кои скромно се вбројувам и јас, денеска очигледно се погрижува третата индустријска револуција. Оваа трета индустријска револуција е тој смарт период во развојот на технологиите, за кој зборував во моето видео Дигитален тоталитаризам. За да сватиме дека историјата е круг, а не права линија, доволен е фактор дека наместо прангите и камшиците на господарите од антиката, модерните господари имаат смарт технологија со која не држат во покорност кон системот. Поразителен е фактор дека над 90% од нашите иманентни способности ни се оневозможени од така наречениот научен догматизам кој вели дека ние сме само материјално битие и дека постои само она што можеме да го регистрираме со нашите 5 сетила. Секој малку информиран човек знае дека има нешта отаде видливата светлина. Има звук отаде она што го слушаме. Има мирис кој ние не го мирисаме. Она што го допираме и мислиме дека е форма е всушност само степен на вибрација. И многу веројатно постојат вкусови кои никогаш ги немаме вкусено, само заради ограниченоста на нашето сетило. На една страна овде ги имаме различните форми на духовност, кои укажуваат дека сите ние сме дел од универзалниот Творец, на сите нивоа, а со тоа вечни и со неограничени можности. Материјалното е само еден дел од тоа, а бидејќи материјата е во постојана променливост, смртноста на физичкото тело е манифестација на бесконечните можности кои ги поседуваме. Од друга страна, го имаме овој мрачен систем кој така ограничените сетила сака да ги ограничи на уште потесно и поматеријално ниво. Многу слично на сетилната измама што ја имаме при искусувањето на виртуелна реалност при одредени видеоигри. Системот тежне е да не воведе трајно во неговата измамничка видеоигра. Кој од вас е подготвен доброволно да го прифати тоа? Јас сум Татунчо, драги пријатели. Во име на слободата, секој добро.